Сместен во северните падини на планината Беласица, во долниот тек на реката Баба, на надморска височина од 500 метри, се наоѓа големиот Колешински водопад. На 1 километар над селото почнува тесна камена патека со дрвена ограда долга околу 300 метри, која директно ве води до самиот водопад. Попатно има повеќе клупи и одмаралишта на кои може да се одморите, уживајќи во природата. Вгнезден во пазувите на зелената Беласица, во густа јаворова шума и меѓу камени гребени, течат слаповите на преубавиот Колешински водопад. Тектонски водопад создаден во гранитни камења во долниот тек на реката Баба. Со височина од 15 метри и широчина на падот од околу 6 метри, се вбројува меѓу највисоките водопади во Македонија. Во недопреното катче на Беласица, реката Баба жубори преку убавите Колешински водопади. Колешинските водопади се наоѓаат на листата на заштитени подрачја во групата Споменици на природата. Според општинските податоци, Колешино и Колешинските водопади се едно од најпосетуваните места во општина Ново село, со околу 400 посети дневно во летните месеци. Веднаш под водопадите, одејќи кон селото, попатно може да се застане и одмори во локалните кафетерии, од каде се протега прекрасна панорама на целото Струмичко поле. Колешино за прв пат се спомнува во пишаните документи од 1519 година. Според една од легендите, Колешино името го добило по Беласичката битка од 1014 година помеѓу силите на цар Самуил и византискиот цар Василий, кога во страшен колеж загинале голем број македонски војници. Во чест на тоа, среде село е поставена табла со легендата за настанокот на името Колешино.
Во Колешино има цркви на 4 различни вероисповеди: православна црква, евангелистичко-методистичка, адвентистичка и црква на Јеховините сведоци. Со тоа Колешино представува пример за меѓусебно разбирање, почитување и соживот на близу 800 жители. Да напоменеме дека познатиот македонски писател, патописец и раскажувач Видое Подгорец потекнува од селото Колешино. Основното училиште во Колешино го носи името на овој македонски книжевен творец. Место каде човек може бар за миг да избега од динамичното градско секојдневие и да се предаде на убавината на водопадите и зеленилото на природата. Ви благодариме на вниманието. Кликнете subscribe за да ги гледате нашите следни епизоди, а дотогаш уживајте во некои од претходните видеа.